Од утре присуството на зејтинот во маркетите ќе биде постојано, а неговата цена ќе маневрира од 2,2 до 2,4 или максимум 2,5 евра, што е распон од 130 до 150 денари и оваа цена ќе се задржи и по празниците. Сепак завршија времињата на ефтин зејтин, изјави денес генералниот директор на Благој Ѓорев во Велес Горан Лазов. Можам да порачам оваа криза во блиски дни нема да се тргне, да речем, затоа што маслото за јадење нема да биде како некогаш 2 води да бидат поскапи од литро масло и така натаму. Храната мислам дека ќе биде скапа и затоа е крајно време да почнеме да произведуваме храна за сопствените потреби, да може да ги задоволиме. Дека зејтин има и ќе има доволно, уверува и министерот за економија Бектеши, но и предупредува дека секоја малверзација со маслото нема да помине неказнето. Сме дали препораката се почитува, посебно од поголемите ланци на супермаркети, и утре или задутре ќе видите дека во супермаркетите ќе има масло за јадење, во сите супермаркети ни се државата. Во случај да се препродава или пак да се злоупотреба купувањето на масло за јадење, ние ќе донесеме и таква одлука. Македонските производители веќе имаат договорено суровина од Бугарија и Украина, но за стабилност потребно е да се стимулира домашното производство на сончоглед. Ние денеска зацртавме соодветни планови, што е тоа што и натака треба да го преземаме. Бевме информирани од менаџментот дека очекувањата и нивни се дека оваа година ќе се дуплираат површините кои што ќе бидат под сончоглед, а со тоа и ќе се дуплира количината на сончоглед кој што ќе се користи за производство на масло за јадење. Годишно капацитетот на двете најголеми фабрики за масло, Благој Ѓорев од Велес и Брилијант од Штип, е околу 45.000 тони сурово масло, доколку производството на сончоглед во државата се зголеми. Од двете фабрики велат дека ќе ги откупат сите количини.